Мрежата на Абвер на Балканот е насловена книгата од авторите професорот Иван Бабановски, професор доктор Самуел Колономос Садикарио и ликовниот уметник Мартин Димковски Бабагинин, што беше промовирана денеска во Куманово. Еден од авторите на книгата, Иван Бабановски, објаснува дека Абвер е воено-политичка тајна служба на Третиот рајх, која била активна за време на Втората светска војна, но создала мрежа на агенти кои продолжиле да бидат активни со своите субверзивни дејности и по завршувањето на војната. На околу 750 страници, авторите на книгата со архивски податоци и фотографии детално ја анализираат мрежата што била создадена во служба на нацизмот на Балканот. Нема само историски аспекти да ги представи, туку го диагностицира она што денеска ни се случува во државата Македонија, она што денеска се случува на овој колнат Балкан, она што и се случува на Европа и најнакрај она што ќе му се случи на светот ако не прогледаат антифашистичките сили дека поразените нацифашисти од Третиот рајх на фирерот Адолф Хитлер маршираат и ги превзимаат сите позиции во така наречена Обединета Европа. Ние секогаш бевме на страна на прогресивните сили. Нас, Рузвелт, Черчил и Сталин на конференцијата во Техеран на 27 ноември 1943 година не прогласија како трета антифашистичка, европска и четврта светска сила поради учеството на народно-ослободително движење на страна на антифашистичките сили против Хитлеровата солдатеска, на која и помага речиси сите наши поранешни и сегашни соседи. Не можам во Куманово, ова мое Куманово, ова наше Куманово, да не споменам дека во Куманово живее ликот на Јосип Броз Тито, дека во Куманово Лазар Колишевски е добродошол. Мотивите за пишување на книгата се истражување на минатото, бидејќи се што ни се случува денес има корени во минатото, а денес ни се случува истото што се случувало и тогаш. Но ние или сме го заборавиле или не сме го проучиле доволно за да го препознаеме, појаснува еден од авторите на книгата, Бабагинин. На промоцијата пред присутните се обрати и градоначалникот Максим Димитриевски, кој верува дека читателите на ова книжевно дело ќе имаат можност да научат нешто повеќе од авторите кои што се занимаваат со истражување. За мене е чест да водам еден таков град каде што живеат, каде што се едуцирале, каде што се раѓале такви луѓе, како што е случајот со професорот Бабановски, а во овој случај и со авторот од семејството Бабагинини. И јас посакувам многу вакви промоции на книги во нашиот град. Ние секојдневно се соочуваме со нови извори на нов пишан збор, но верувам дека овој пат многу автентично ќе прочитаме нешто и ќе имаме можност да научиме повеќе од луѓе кои што се занимаваат со истражување. Внимателно, додека седев тука, го прочитав воведот, почитувани автори, кај што се обративте директно до Министерството за култура, кој што овој проект го представил како проект кој што не е едукативен. И искрено жалам и се прашувам дали смее да се дозволи такво нешто, каде што тие кои што треба да се грижат за негување на антифашистичката борба во оваа наша современа држава која што има длабоки корени во својата историја против истата, да си дозволат да одговорат вакво нешто. Но сепак, општината е тука, секогаш расположена да помогне и да подржи вакви идеи, бидејќи Куманово е еден од столбовите на таквата антифашистичка борба. Треба човек да биде не само љубопитен, треба да биде истраен, да има нерви, да ја дочита. Крај нема. Кога би се правил
верувам во второто издание ќе има не само библиографија, туку индекс на поими и на личности, има толку личности од овде до месечината. Идеолозите што го научија Хитлер како да биде лидер, антисемит и уриваш на светот, беа руските белогвардејци, тие што ја загубија војната од болшевиците. Според авторите, проектот се однесува на разузнавањето, односно информацијата. Тема е нацизмот, деструктивната идеологија која ја уништува вербата во човекот, но како што велат, продолжува да екзистира и затоа треба да се проучува, за да се заштитат идните поколенија.